Сакате да го легализирате својот станбен, деловен објект, надградба, доградба во центарот на градот или во населено место. Најбрзо, најефикасно и најпрофесионално ќе бидете услужени со сите потребни документи за легализација на дивоградбите во Бирото за катастарски услуги и недвижнини Геобалкан. За информации обратете се на телефон 047 22 9911 и 075 20 73 58. За катастарски услуги и недвижнини Геобалкан. Ако почетокот на новата учебна година во Битола на било кој начин е неизвестен заради она што претходно можевме да го видиме, сигурно дека такви дилеми немаме во однос на она што значи изучување на македонскиот јазик кај македонските иселеници во егејскиот дел на Турција. Потврда за тоа бараме и од амбасадорот на Република Македонија во Турција, господинот Горан Тасковски, кој што е гостин во студиото на телевизија Орбис во овие вести и кој што го користи одморот практично во Битола деновиве. Добре дојдовте во вестите на телевизија Орбис. Има ли дилеми за почетокот на изучувањето македонски јазик во егејскиот дел на Турција? Воопшто нема дилеми. Значи, таа е завршена работа. Владата или Министерството за образование пред известно време распиша конкурс за професор по македонски јазик. Конкурсот е завршен, професорката жена е знаеме. И од 1 септември почнуваме со изучување на македонски јазик во егејскиот дел на Турција или поточно во градот Измир, градот Ајдин, градот Маниса и општината Јеникент, каде што имам најмногу иселеници од Република Македонија. Се претпоставува дека има негде околу 1.000.000. Таа бројка неофицијална е, но според тоа што можам јас како амбасадор да видам со моите активности во тој дел на Турција, можам да кажам можеби бројката е нешто повеќе од тоа. Но како и да е, животниот сон на сите наши иселеници во Турција веќе се реализира и од 1 септември почнуваме интензивно да го изучуваме македонскиот јазик во тој дел од Турција. Ова колку што знам и од она што имавме можност своевремено да го видиме и на лице место во егејскиот дел на Турција, беше долгогодишна желба на нашите иселеници и практично представува голем успех ваши на вашиот тим на амбасадата во Република Турција, но и на македонската влада и македонската дипломатија, која што беше длабоко инволвирана, дури и премиерот на Република Македонија беше информиран за желбата на нашите иселеници во Турција да го изучуваат македонскиот јазик. Така, точно така. Значи, јас прв пат кога стапив на должност во Турција, мојата прва посета беше кај иселениците во Измир и тука нивните желби беа истакнати дека изучувањето на македонскиот јазик му е приоритет. Бидејќи таму има многу деца, млади, кои на некој начин го знаат јазикот, но недоволно. Тој јазик го учеле од нивните баби, дедовци и за, како да кажам, значи многу е се разликува од оној литературен стандард. Да, сакам да кажам дека многу е добро чувството кога ќе одите во Измир или тој дел на Турција и кога ќе слушате како се зборува и дома и по улици и во продавниците македонски јазик, но ние сакавме тоа сето да го кренеме на едно повисоко ниво. И кога премиерот на Република Македонија Никола Груевски беше во Турција на роудшоу, тоа што беше на почетокот на годината, имаше една средба со сите наши иселеници и тие желби таму беа истакнати и благодарение на ангажираноста на премиерот целата работа се заврши во рекордно време и можам да кажам слободно дека навистина таа е една голема победа на дипломатијата на Република Македонија, голема победа на владата на Република Македонија, бидејќи како што истакнав и во некои медиуми, докаде се зборува македонскиот јазик и дотаму е Република Македонија. И ова е една голема работа за сите нас, за Република Македонија, за нашите селеници и за сите кои сакаат да ги изучуваат македонскиот јазик. Кога веќе го споменавте и самото роудшоу, некако ќе го поврземе образованието со економијата и се почестите посети и во Битола и во Република Македонија на турски бизнисмени. Може ли успехот овај образовен да се преслика и во економијата на локално ниво, зборуваме Битола или Пелагонискиот регион? Па тоа сигурно и во овие моменти се случува. Навистина има една голема експанзија на посети од турски бизнисмени, фирми, компании, поединци. Еве и сега, иако тука сум официјално да кажеме на одмор, веќе нашите активности продолжуваат и понатаму. Веќе во овој период од 10 дена имаше неколку турски делегации, бизнисмени. Бевме на посета на овој дел на нашиот крај, на Пелагонискиот крај, бевме Ресен, Демирхисар, Битола, Новаци. И навистина сакаме да придонесеме нешто повеќе за
да инвестираат турските инвеститори. Имат голема желба, ние ги насочуваме, значи имаме добар однос со нив. Целата наша соработка со турските инвеститори и бизнисмени е основана на принципи, на искреност и на љубов кон Република Македонија. И сето тоа доаѓа до израз, тие гледат потенцијал во Република Македонија, гледат потенцијал во нашиот крај и наскоро мислам дека ќе ги видиме сите резултати од тие наши ангажирања и контакти со тие турски бизнисмени. Најново што можем да кажеме во Демирхисар, значи бевме во посета на Белче, фармата Белче, живинарската фарма. Тука изразија турските бизнисмени големо задоволство од тоа што навистина има извонредни услови според нив во таа фарма. Па се надевам во рок од 6 месеци дека ќе рестартираме фармата и навистина луѓето од тој крај, значи од Демирхисар ќе добијат тоа што заслужуваат, значи покрај тоа што ќе заживее живинарството во Република Македонија, ќе има и нови вработување. И најбитно е тоа што турците имат намера и кланица да има во рамките на тој простор, на тој капацитет. И тука исто така ќе придонеси за да имаме свежо пилешко месо во Република Македонија и да не правиме увоз од странство, може да се каже и на сомнително пилешко месо, ова ќе биде наше македонско и со добар квалитет. Сосема за крај за ова гостување во вестите, господин амбасадоре, во индустријската зона Жабени, во поранешната касарна и останати локации низ Битола, има ли најави за скорешни инвестиции од Турција? Па и тоа сакам да спомнам дека и кога бевме пред неколку месеци со господинот Хусейн Аслан од ЕГКОП и сега со овие бизнисмени бевме на посета и во индустријската зона Жабени. Таму беше објаснето на бизнисмените кои се потенцијалите, намерите и можностите во таа зона. Благодарение на општината и на владата на Република Македонија веќе добива интензитет таа индустријска зона. Беа вчудени видени за тоа колку добри работи се нудат во таа зона и можностите за инвестирање. Веднаш беа направени неколку договори. Јас сега кога ќе се вратам во Турција, ќе го носам планот, ќе носам сите податоци за Жабени и како што истакна турските бизнисмени би сакале да инвестират и во таа индустријска зона, бидејќи тука на 3 километри е Европска унија. Се надеваме и пругата ќе проработи и сите други можности што ги нуди градот и зоната. Јас мислам дека зоната ќе има добра иднина со поинтензивно истакнување на можностите во Република Турција, во соработка нормална со владата на Република Македонија, а особено со општината и со градоначалникот. Јас сум убеден дека во блиска иднина дека ќе се развива да речеме турските инвестиции во зоната Жабени. Иако знам дека во некој случај тоа е тешко да се промовира, но јас сум точно од Битола и правам се за да навистина истакнам Битола и сите можности на Битола, не само на Битола, туку и на Република Македонија. Чувството е прекрасно кога ќе се придонеси за својата држава, за својот град. Јас го работам тоа интензивно. Не само за Битола, туку работиме и за останатите општини и градови. Сме биле и во Источна Македонија, во Централна Македонија, во Западна Македонија. И навистина не само во нашиот крај, туку ќе има инвестиции во другите краеви. Јас сум амбасадор на сите граѓани на Република Македонија и ќе работам само во интерес на сите граѓани и нормално во соработка со владата, бидејќи владата е таа што ги нуди сите поволности и да речеме услови за навистина да се привлечат тие инвеститори. Ние сме само како едни помагатели, лобисти за да ги истакнеме тие можности што ги нуди Република Македонија. Теше ќе редерим, ако точно се сеќавам, господин амбасадоре, и благодарам многу на гостувањето и посакувам се разбира успешна работа. Благодарам. Почитувани гледачи, со вестите продолжуваме по краткиот џингал.